Градежна експанзија во општина Карпош и покрај летните температури. Работата не престанува. Се асфалтираат голем број улици, се градат паркинзи, а се привршува и новата општинска зграда. Градежни активности во општина Карпош продолжуваат и во летниот период со несмален интензитет. Активности во моментов на улицата Леринска се подготвува нејзино асфалтирање. Во овој момент се најдуваме на територијата на урбаната заедница Кузма Јосифовски Питу, поточно на улицата Леринска, која се припрема за асфалтирање. Улицата Леринска е последна од улиците на овој локалитет за асфалтирање, бидејќи претходно за време на мандатот на градоначалникот Стефче Јакимовски се асфалтираа сите улици и остана уште ова улица, а ова улица е од поголемо значење, бидејќи според должината е втора после улицата Козле, должината е 950 метра, ширината е 6 метра. Претходно на ова улица се извршија големи припреми, односно се изведе поправка на атмосферската канализација, се додадоа нови сливници за прифаќање на атмосферската вода. Исто така и кабловските оператори ги поставија своите подземни инсталации. Се изведоа тротоари, се изведоа попречни прекопи од страна на ЕВН за положување на кабли за воиднина да не доаѓа до на нова улица да се врши прекопи и да се прават оштетувања. Значи сите претходни работи се завршени и сега останува уште асфалтирањето. Асфалтирањето ќе се одвива во наредниот период со припреми, односно припремите ќе се засноваат на подигање на сливниците, подигање на шахтите, со тоа што оваа улица како втора по важност на овој локалитет ги пресекува улиците Братворска, улицата Пијанац, улицата Илија Плавев и исто така ја поврзува улицата Ловченска и представува главна артерија, сообраќајна артерија на овој локалитет. Во иднина граѓаните ќе можат по многу современа улица да се движат и да имаат благодет од извршените работи од страна на општината Карпош. Инвестицијата за ова улица само за асфалтирање изнесува 5,5 милиони денари и ќе биде финансирана од буџетот на општината Карпош. Кои други активности од областа на комуналната инфраструктура ги има општина Карпош во овој момент? Во овој момент, покрај ова улица, што се асфалтира за подобрување на комуналната инфраструктура, исто така се изведуваат реконструкција на тротоари во урбаната заедница Пецо Божиневски Кочо, односно на селбата Трнодол, каде што е планирано да се реконструираат тротоарите на 6 улици, значи улицата Трнодол, улицата Лесновска, улицата Поп Богомил, улицата Кнез Трпемир, улицата Кнез Хадсон и улицата Презвитер Константин. Таму ќе ни остане една улица што не можеме да изведиме тротоари од причина што ширината на тротоарите е помала од 70, во такви случаи не е економски оправдано и нема можности да се изведуваат тротоари. По завршување на реконструкција на тротоарите, општината Карпош има веќе спроведено тендерски постапки за асфалтирање на 2 улици во оваа населба и ќе биде асфалтирана улицата Лесновска и улицата Трнодол. Дали сте задоволни од она што општината го прави за вас, за жителите? Еве се асфалтира улица, значи комплетни нови тротоари и така натаму. Задоволни сме премногу, да кажем. Од инфраструктурата како сте задоволни? Асфалтирано, осветлување, редовно одржување на хигиената? Па од кај овој градоначалник тука мислам дека е најдобро до сега. Колку време живеете овде во општина Карпош токму на оваа улица и колку сте задоволни од тоа што локалната самоуправа го прави за вас жителите? Па, тука сум роден, значи веќе 40 и нешто години. Задоволен од локалната самоуправа за сите работи што ги прави. За конкретно за наша улица, за нашиот дел каде што јас живеем. Така да само да продолжат така. Предпоставам дека и вие сте жител на општина Карпош и на улицата Леринска многу одамна. Колку време? Од формирање на населбава, 50 и кусур години. За овие 50 и кусур години, дали се работело во континуитет и во кој период најмногу се работело од страна на општината? Па, што да ви кажам, од страна на општинава се работи сега во последно време, од кога е дојден градоначалникот Стефче. И ја валда му е секоја похвала од мене, ја ми се чини од сите овдека што ги познава.
Задоволни ли сте од тоа што еве сега се прави буквално нова, модерна сообраќајница, значи се подготвува нејзино асфалтирање? Јас сум презадоволен. Прво со тротоариве што ги направија, хубаво здравје, второ и со улицата. Ова е улицата ново проектирана Еден, чија изградба заврши пред неколку месеци, меѓутоа се уште не е пуштена во сообраќај. Која е причината? Причината што не е пуштена се уште во сообраќај, ова улица е што според прописите треба да се обезбеди сообраќајно решение, односно решение кое го издава град Скопје преку секторот за внатрешни работи, одделение за сообраќај. Во овој момент, значи, општината се има обратено до град Скопје и во тек е постапка за издавање на тоа решение. По добивање на решение ќе се изврши вертикална и хоризонтална сигнализација според сите прописи и улицата ќе биде дадена во употреба. Така да граѓаните, мислам, треба да имаат стрпливост, затоа што општината Карпош работи според законските прописи и не може да се скрати овој рок. Општина Карпош продолжува со масовната изградба на паркинг простори. Ова е булеварот Партизански одреди, нова зграда и се гради нов паркинг. Со колкав капацитет? Во рамките на реализацијата на деталниот урбанистички план за трговскиот центар Карпош 3, позади нас изградена е висококатница за која општината Карпош води рачун пред да се всела станарите да изгради соодветен паркинг за потребите на станарите со капацитет од околу 50 возила. Значи, овој паркинг го финансира општината Карпош, вредноста е околу 2 милиона денари. Ова зад нас е новата општинска зграда. До која фаза се дојдени градежните зафати? Градежните работи се одвиваат со несмалено темпо, односно до сега е завршена првата фаза карабина, потоа сега се изведуваат фасада, термоизолација и обложување постем со современи материјали. Исто така во припрема се застаклување прозори и врати на дворешна столарија и по завршување на фасадата ќе се монтираат, во план е и изведување на покривачки работи, односно првобитниот проект што беше како шед кров е променет ради карактерот на објектот и сега се прави нов проект кој е во завршна фаза, кој ќе биде покривањето со куполи и штом ќе биде завршен, ќе се изведува и кровот. По завршување на кровот ќе се пристапи кон изведување на градежно-занатски работи во самиот објект со изведба на преградни зидови, со електрика, грејење, ветрење и сите останати потребни инсталации. Во меѓувреме, претходно се завршени надворешните инсталации, односно објектот е поврзан надворешно на водоводната мрежа на булеварот Партизански одреди, поврзан е на атмосферска канализација и исто така поврзан е на фекална канализација.